Добро вечер. Водата во Гостивар останува забранета за употреба. Надлежните по седницата на главниот штаб за кризи најавија почести мерење на квалитетот и дополнителни снабдувања на гостиварци со цистерни и со флаширана вода. Во меѓувреме од Министерството за здравство информираат дека се намалува бројот на прегледи. Повеќе од Маја Стојановска. Водата во Гостивар се уште не е безбедна за пиење и останува да се користи исклучиво за технички потреби. Ова денеска го соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по седницата на главниот штаб за управување со кризи. На состанокот било одлучено во наредниот период да се интензивираат контролите на квалитетот на водата, се додека не се добијат 3 последователни исправни микробиолошки анализи. До тогаш, жителите ќе продолжат да добиваат флаширана вода, а според Тошковски, досега се дистрибуирани речиси 600.000 литри. Во меѓувреме, продолжува хиперхлорирањето на водоводниот систем. Тошковски веле дека присуството на хлор е регистрирано на сите контролни точки, што е показател дека дезинфекцијата се одвива успешно. Паралелно се испира примарната мрежа, зашто упати и апел и граѓаните да ги отвараат чешмите, за да се исчисти секундарната водоводна мрежа во домовите. Се уште варира квалитетот на водата и не е на соодветно ниво за да истата може да биде предмет на пиење, останува значи да се употребува како техничка вода. Се договоривме точно да како ќе продолжат останатите испитувања во иднина, ќе се зголеми да речеме квантитетот, континуитетот на мерење на квалитетот на водата од страна на повеќе институции. Треба да се истекува водата максимално во наредниот период, колку што е можно повеќе ги замолуваме граѓаните да ја истекуваат водата до секој едно корисничко место кое што го поседуваат и во приватна собственост. Од јавното претпријатие Водовод и канализација велат дека бактеријата Proteus mirabilis, која беше пронајдена во дел од примероците очекувана, поради застојот на водата во системот за време на целосната забрана за користење. Тоа бактерија најчесто се јавува како биофилм во цевководниот систем и најчесто се јавува од застоена вода. Со оглед на тоа дека претходно имаше и забрана за водата да се користи ниту за пиење, ниту за техничка, е очекувано истата да се јавува во примероците, затоа е и постапено согласно протоколите. Во меѓувреме, Министерството за здравство информира дека вчера биле регистрирани 78 прегледи, или 6 помалку од претходниот ден. За споредба на 18 јули, кога беше врвот на кризата, биле евидентирани 650 прегледи. Според здравствените власти, во овој момент состојбата е стабилна, а бројот на пациенти постепено се намалува. На клиниката за инфективни болести има нов сомнителен случај на западно-нилска треска. Од досега потврдените случаи, тројца пациенти се уште се во критична состојба и се приклучени на машина за механичка вентилација. Во текот на деноноќието е хоспитализиран уште еден пациент, кај кого е потврдено дека има воспаление на мозок и мозочни обвивки од вирусно потекло и позитивна серологија од серум на Вест Найл вирусот, така што и тој случај се смета дека е суспектен, но за да се докаже невроинвазивната форма, ни требаат дополнителни исследувања од цереброспиналната течност. Очекувам во наредните неколку месеци да се завршат најголемиот дел од работите и автопатот Охрид-Кичево да биде пуштен во употреба, согласно воспоставениот рок идната година. Порача во Вести Плюс вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Рокот за целосно завршување и ставање во функција и предавање во употреба е мај месец следната година, но веќе во првиот квартал следна година ние ќе го пуштиме автопатот. Таму да работите добро, проблемите кои што ги имавме полека се надминуваат, се обезбеди финансирање. Исклучително сум задоволен од начинот на кој што се работи. Очекувам во следните месеци да биде пуштена најтешката делница од 10 километри, каде што има галерии, каде што има мостови, виадукти и каде што е тунелот кој што ќе е најдолг
Во државата едната цевка е од 2 км, другата цевка е од 2 км и 100 метри, така што очекувам оваа делница да биде пуштена во следните месеци и со тоа пополека ќе се комплетира Охрид-Кечево. Основното јавно обвинителство Куманово побара судот и определи притвор на кратовчанката, која пред 2 дена беше приведена поради физички напад врз посетители на локалитетот Камени кукли. Станува збор за личноста која извесен период нелегално наплаќа влез во локалитетот во Кратовско, кој е прогласен за споменик на природата. Кратовчанката која наплаќаше влез во Камени куклици заврши во притвор. 41-годишната Стојна Димитровска, според обвинителството, подолг период бесправно го узурпирала заштитениот локалитет. Бесправен основ им наплаќала влезници на посетителите, влегувала во расправи и им упатувала закани. И покрај претходно изречената забрана да го посетува локалитетот, таа продолжила со истото однесување, а при последниот инцидент физички нападнала и полициски службеници кои се обиделе да легитимираат и приведат, заедно со нејзиниот сопруг, и претходно биле инволвирани во спречување пазарни инспектори при вршење службени дејствија. При последниот инцидент осомничената презела и действија на кривично дело, спречување службено лице во вршење службено действие, односно физички ги нападнала и ги спречила полициските службеници кои се обиделе да ја легитимираат и приведат. Од тие причини кои укажуваат на опасност од бегство, но и на јасна тенденција осомничената да продолжи да врши кривични дела. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор. Предлогот на јавниот обвинител е прифатен и судот со решение ја определи притворската мерка. Соопштија од обвинителството, случајот со нелегалното наплаќање на влезници се актуализираше по сведоштва на посетители објавени на социјалните мрежи, на чии видеа се гледа дека биле спречувани да влезат доколку не платат. Според нив, на дел од туристите им биле наплаќани по 10 евра од лице, а при претходни посети и до 20 евра, со објаснување дека локалитетот Камени кукли е приватна сопственост. Зашо да плати? Што си паркиран тој, што си улегнал, што си користил, платили? Па нема ни да плати, зашо ова е национално богатство. Проблемот со узурпацијата на заштитеното природно подрачје, според надлежните се провлекувал долг временски период. Од општина Кратово посочија дека за случајот алармирале уште во 2015 година, а во 2024 година биле поднесени кривични пријави. Мерено според куповната моќ, вредноста на бруто минималната плата во Македонија во јули 2026 година е повисока во споредба со 7 земји членки на Европската Унија, покажуваат најновите податоци од Евростат. Деталите од Сандра Спасовска. Мерено според куповната моќ, вредноста на бруто минималната плата во Македонија во јули годинава била повисока споредбено со 7 земји членки на Европската Унија, како и повисока од онаа во Србија, Црна Гора, Албанија и Турција, покажуваат податоците на Евростат за минималните бруто заработки на земјите членки и кандидатки. Според статистиката, во јули годинава минималната плата во земјава изнесувала околу 423 евра нето или 624 евра бруто, додека истиот месец во 2016 таа била 236 евра, што представува зголемување од 388 евра. Од Сојузот на синдикати велат, иако според пресметките за куповната моќ Македонија е рангирана повисоко на листата, тоа не значи дека работниците во земјава живеат подобро. Според нив, Македонија и натаму е на дното во Европа според висината на минималната плата. Куповната моќ не значи дека работниците живеат подобро, туку само ја споредува вредноста на платите во однос на цените. Реалноста е дека македонските работници понатаму примаат една од најниските минимални плати во Европа, а секојдневно се соочуваат со високи трошоци за храна, домување, енергенси и други основни животни трошоци. Велат од ССМ. Од синдикатот и денеска укажаа на неопходноста од континуирано зголемување на минималната и сите останати плати, затоа што велат Македонија не смее да остане земја на ефтина работна сила, а работниците велат заслужуваат плата со која ќе живеат достоинствено, а не само да преживуваат. Статистиката на Евростат покажува дека на ниво на ЕУ Луксембург е со највисока минимална плата од 2771 евро, додека најниска е во Бугарија или 620 евра.
Според куповната моќ пак, жителите на Германија имаат највисок стандард, додека најнизок е во суседна Албанија. Инаку од 27 земји членки на ЕУ, 22 имаат минимална плата, додека Данска, Италија, Австрија, Финска и Шведска немаат минимална плата. На ниво на земји кандидатки и потенцијални кандидатки, Црна Гора, Македонија, Молдавија, Албанија, Србија, Турција и Украина имаат, додека Босна, Грузија и Косово немаат минимална плата. Ги завршуваме тука вестите. Имајте убава вечер.